12-ти ден од пожарот на Националниот парк Галичица. Во текот на вчерашниот ден, во координирана и добро испланирана акција помеѓу општините Охрид и Ресен, Кризниот штаб на Република Македонија, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување на кризи со директорот Стојанче Ангелов, пристапено кон спроведување на претходно подготвениот план во кој учествува 120 пожарникари на трите фронта во периметар од 10 км источен, северен и западен фронт и 5 воздухоплови, 3 ер-трактори на ДЗС и 2 хеликоптери на МВР. Во текот на вчерашната акција кај источниот фронт осигуран е пожарот, ставен е под контрола на двете критични точки кај лавините и сега денеска имаме 100 пожарникари повторно на земја кои работаат, од кои на третина се на тој дел, се обезбедуваат појасите, се осигуруваат претходните жаришта и ситуацијата е под контрола, но будно се следи бидејќи превентивно треба да сме предпазливи. Пожарот е на 2 километри во Република Албанија и повторно може да ни направи проблем. Иако вчера забележливо е дека меѓународни авиони гасеа кај нив. Северната страна на пожарот, северниот фронт, долж Охрид градот, кај куќата на спасителната служба. Претходно 2 дена интензивно се работеше на правење појаси и сега тука во буката кога дојде појасот го смиривме и пристапено е кон негово ликвидирање. Во моментов се обезбедуваат дел одредени жаришта и тука немаме проблем. И стратегијата беше да го чекаме тука пожарот до целиот фронт со екипи и со појаси, да го осигуриме како не би ги одвлекле ер-тракторите и хеликоптерите да делуваат во сите можни места и да не може да се заврши работата на критичниот западен фронт, на кој најголем проблем беше тој дел. Меѓутоа се действуваше од Битолски пат кај Страчка до пропаст до делот кај Војтино, каде и тој дел се стави под контрола, но се уште постојат индици таму на одреден дел има чат и треба да се следи будно. Возможно е на одредени места во текот на денот со зголемување на температурата да се појават жаришта. Информиран сум дека возможно е да добиеме повторно за среќа 2 летала, едно на Преспанско, едно на западниот дел на Долшохридското езеро, каде што е покритично, ќе делува до конечно ставање под контрола и деновиве до целосно ликвидирање на пожарот. Им се заблагодарувам на сите учесници директно инволвирани во гасењето, како и на сите донатори кои се јавуваат се повеќе во поголем број во последно време и ни помагаат. Една информација, околу 100 гранати на горниот непристапен дел кога беше пожарот, додека него пречекавме, долж овој периметар од 10 км се слушна во тие 12 дена околу 100 детонации на огромни, на големи калибри за пешадиско оружје од голем калибар за останато од Прва светска војна и бевме особено внимателни во одбирањето на земање доброволци, исклучиво само искусни, дали пензионирани пожарникари, дали возрастни луѓе, дали од армија луѓе со обука, доека млади ентузијасти кои сакаат да бидат уклучени не ги ставаме во првите линии ради нена безбедност, можеби некоја логистика дотур, а на прва линија не. Значи крајно сме внимателни во однос на тоа. Очекувам позитивен развој овие денови, веќе полека спласнува пожарот, се надевам дека ќе се среди. За доброто на сите.